Се посилен е трендот да се исфрлат моторите на фосилни горива од возилата. Сепак, далеко е денот кога сите возила ќе се движат со нулта емисија. Се уште се силни основните инстинкти на возачите, жедни за повисоки брзини и молневити спринтови на нивните миленици на 4 тркала. Електрификацијата во Европа бара алтернативи и помала зависност од азиските производители на батерии. Символот на брзината и престижот Бугати доживеа свое лего издание, а ние седнавме за управувачот на новиот Opel Combo. Ова беше накратко колажот на содржините и воедно срдечно добре дојде во 610-тото издание на Автомагазин. Сепак на самиот почеток ќе ви информираме за финалистите на Европското Автобест жири и првите специјални признанија кои ќе се доделат на почетокот на февруари, овој пат во Брисел. Триото на PSA, Peugeot Rifter, Citroen Berlingo и Opel Combo, како и Citroen C4 Cactus, Dacia Duster, Ford Focus, Kia Ceed и Toyota Corolla се финалистите за Европскиот Автобест 2019. Тие ќе се надпреваруваат за наградата Best Buy Car of Europe. При крајот на ноември, жирито ќе се собере на тест патеката Вајрано во близина на Милано, каде ќе ги стават под лупа финалистите, тестирања кои се едни од најрелевантните спроведени во автомобилските медиуми. После тоа жирито, составено од 31 член, ќе ги направи конечните оценки и ќе ги даде своите гласови, а победникот ќе биде објавен на 15 декември. Наградата Men Best, посветена на најдобрите врвни менаџери, отиде кај Линда Джексон. Таа, како извршен директор на Citroen, стана првата жена во историјата на Автобест што ја доби оваа престижна награда. Годинишната Design Best награда му е доделена на Питер Хорбери, главниот дизајнер на Geely Automotive Group. Хорбери го доби ова признание за неговата неверојатна работа, предводејќи ги дизајнерските центри на брендовите Lynk & Co, London Taxi, Lotus, Volvo и Geely. Технобест признанието го доби францускиот DS за неговото Active Scan ослонување. Тоа со помош на камера, 4 сензори за позиционирање и 3 акцелерометри за скенирање на патот ги следи нерамнините и дупките, соодветно прилагодувајќи амортизацијата. Престижната награда Sport Best 2018 отиде кај Toyota Motor Company за исклучителните резултати во моторспортот. Наредната 18-та поред церемонија на доделување на Автобест наградите ќе се одржи во Брисел на почетокот на февруари идната година. Додека првите купувачи на диво чекаат на своите возила да видат за што искеширале по 5 милиони евра, Бугати представи нова верзија на Кајрон, ако така може да ја наречеме. Уникатна до неверување, таа е направена од милион лего коцкички. Единствени други елементи се тркалата, пневматиците и амблемот на Бугати, дури и сопирачките се пластични. Од Лего истакнуваат и дека целата структура што ја носи тежината од околу 1500 килограми е направена од нивните елементи, без дополнителни засилувања или лепила. Целосно функционален, овој Лего мобил располага со 2304 електромотори кои заедно развиваат 5,3 коњски сили и дури 92 ньютон-метри вртежен момент. Со помош на 4032 запченици, тој може да вози со брзина од 20 км на час. За склопувањето, кое се одвиваше во погоните на Лего во Чешка, беа потребни 13.000 работни часа. Додека ја освојува сегашноста, Волво наголемо размислува за иднината, а таа во очите на швеѓаните изгледа доста алтернативно. Своите замисли тие ги поставија со концептот наречен 360C, кој треба од корен да го смени начинот на патување.
Целосно автономен, овој футуристички автомобил нема традиционален распоред на седиштата во 2 или 3 реда. Неговата кабина може да се прилагодува на желбите и да биде мобилна спална соба, канцеларија или едноставно простор за забава. Со останатите учесници во сообраќајот, возилото комуницира со комбинација на звук, бои и разни визуелни елементи. Со овој концепт Volvo сака да истакне колкави се можностите на автономните технологии и како тие можат да го променат светот каков што сега го познаваме. Со таква цел дизајнот воопшто не е битен, но сепак шведските дизајнери го направија привлечен. Стилските елементи кои асоцираат на сегашната гама укажуваат дека е можно нешто од него да биде пренесено и кај идните модели. Додека во Европа ги забави малку своите промотивни активности, интересни прекуокеански вести пристигнаа од Volkswagen. Германската компанија во Австралија ги повика локалните добавувачи заедно да направат автомобил кој ќе забрза до 100 км на час за помалку од 4 секунди. На предизвикот одговорија неколку компании чии инженери со своето знаење извлекува максимум од технологиите. Како основа им послужи мотниот Arteon, чиј мотор тие го навија на 490 конски сили и 600 Нм. Со помош на доработениот DSG менувач и 4Motion погонот на сите тркала, овој тркач до 100 км на час забрзува за точно 3,9 секунди. За впечатокот да биде комплетен се погрижија локалните уметници, заради што и доби прекар Art Car. Брзината беше предизвик за Volkswagen и од другата страна на Пацификот. Таму представниците на марката се потпреа на собствените сили и од сериската джета направија болид способен за рушење рекорди. На помош беше повикан само Скот Гец, ветеранот на возење автомобили преку пресушеното солено езеро Бонвил. Опремена со 2-литарски мотор со 550 конски сили, во неговите раце оваа джета стигна до 210 милји на час или на нашки кажано 338 км на час. Покрај спуштеното ослонување и специјалните тркала, возилото е опремено и со 2 падобрани за безбедно сопирање. Рушејќи го постоечкиот рекорд, од Volkswagen сепак истакна дека најмногу напори им одземало подобрувањето на аеродинамиката, која го спречува автомобилот да полета во воздух. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, беспрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акцијската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night,
Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta. Веќе од 109 евра месечна рата. Метрополис, број 1 радиомрежа. Природата не простува компромиси. Таа ја создава само најдобрата можна комбинација. Моćниот дизајн на Карок е создаден за најтешки услови, а неговиот изглед го презентира со самоуверена елеганција. Карок 1.6 TDI со 115 конски сили од сега е достапен за 20.450 евра или 250 евра месечна лизинг рата. Новиот Шкода Карок вози на свој начин. Шкода. Simply clever. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете каде што другите застануваа. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Како лидер во Европа меѓу доставните возила, Форд реши да излезе од анонимноста во камионскиот сегмент. После 5 години развој, неговата турска филијала го представи потполно новиот камион наменет за европскиот пазар. Наречен е F-Max и на изненадување на другите, во Европа далеку попознати производители ја освои титулата камион на годината за 2019-та. Како потполно нов производ, овој камион ќе се нуди со 2 широчини на кабината. Основата од 2,3 метри ќе биде наменета за изведбите за кратки превози, односно дистрибуцијата и градежништвото. Високото пакување ќе дојде со поголемата кабина, широка 2,5 метри, која има целосно рамен под. Во неа турците го гледаат својот адут наменет за меѓународните пазари. Ford F-Max во сите варијанти е опремен со воздушно ослонување и најмодерна безбедносна електроника. За погон ќе бидат задолжени новоразвиени мотори со 12,7 литри работна зафатнина и моќност од 400, 480 и 500 конски сили. На почетокот тие ќе бидат спарени со CTF Traxxon автоматизиран менувач, кој подоцна ќе биде заменет со сопствен. На развојот на овој камион работеа 1200 инженери, а прототипите поминаа 5 милиони тест километри на 4 континенти. Се очекува половина од производството да биде пласирано во Европа. За да ја покажат својата сериозност во плановите за меѓународната експанзија, турците развија и концепт на автономен влекач. Му дадоа ознака F-Vision и изглед како да доаѓа од иднината. И покрај тоа што се работи само за макета, замислено е да има 4-то ниво на автономни способности. Погонот треба да биде електричен, ќе има напредни системи за поврзаност, а се забележуваат и камери место ретровизори. Она што нема е зелено светло за негов натамошен развој. Од Форд воопшто не кажаа какви им се плановите со овој интересен проект. Оставајќи ги дефинитивно топлите денови зад нас, дојде време моторциклите да се подготват за зимски сон. Тоа ќе им биде посебно тешко на собствениците на овој убавец на 2 тркала. Во неговата долга ознака посебно се забележуваат трите последни букви SCS, кои се кратенка од Smart Clutch System. Станува збор за автоматска спојка која MV Agusta ја разви заедно со американската компанија Racluse.
Иновативна по многу нешто, таа има и поедноставена технологија во споредба со постоечките решенија. Се состои од 12 ламели кои обезбедуваат поквалитетен пренос на вртежниот момент и подобро чувство во возењето. Италијанците посебно ги споменуваат подобриот старт и побрзото менување на степените. Како доказ го наведуваат забрзувањето на 110 коњскиот туризмо велоче 800 и лусо до 100 км на час за 3,15 секунди. Овој нов технолошки додаток не е ни скап, за него треба да се доплатат само 700 евра. Засека е достапен само кај наведениот модел, но постепено ќе биде понуден и кај другите. Кога се во прашање индустријата и профитот, невозможно е да се заобиколи политиката. Кога азијските марки работеа со полна пареа на електрификацијата на возилата, европските производители се понесоа многу европски. Поради незаинтересираноста и ароганцијата се доведоа во незавидна позиција од која сакаа да се извадат со многу пари и политичка заштита. Сепак ќе треба милиарди евра и повеќе од 5 години соодносот на силите да се избалансира. Заради можни проблеми со испораката на батерии, електрификацијата на возилата во Европа е доведена во прашање. Така смета Европската комисија, која покрена иницијатива за здружување на европските производители за да се намали зависноста од азијските компании. Според проценките, потребно е отворење на 10 до 20 големи фабрики за производство на батерии за електричните автомобили. Некои аналитичари одамна предупредуваа дека зависноста од Азија ќе го закочи процесот на преоѓање на возилата од фосилни горива на струја. Како причина се наведува првобитната незаинтересираност на европските автопроизводители за електричните возила, за потоа се одеднаш да тргне забрзано. Тоа пак не остави простор за сериозна подготовка на целиот процес на производството. Сега, реално, само Daimler има капацитети за покривање на своите потреби. Другите се препуштија да зависат од не секогаш доверливите добавувачи. За разлика од европските, кинеските компании реагираа побрзо. Дел од нив веќе започнаа со реализација на плановите за отворање нови фабрики, како во Кина, така и во Европа. Се споменува дека во нови фабрики за производство на батерии ќе бидат вложени барем 90 милиарди долари. Скоро 4 години после првите најави, најголемиот баварски теренец го здогледа светлото на денот. Станува збор за новиот X7, кој за почетна цена од 84.000 евра ќе понуди 7 седишта и пуритански луксус. BMW за него подготви дизајн кој во споредба со останатите модели од својата гама делува далеку поробусно. Ова и се очекуваше од најголемото возило во флотата, кое ќе се фати со коштец со возилата кои не се потребни сообраќајни книшки, туку имотни листови. Кај BMW X7 доминира големата предна решетка која робусно се вкомпонира со тенките и издолжени лазерски светла. Масивноста на површините е разбиена со отворите за воздух во браникот. Силуетата не е многу атрактивна заради гломазноста на пропорциите. X7 е долг 5 метри и 16 сантиметри и висок 1,80 м. Задниот дел е американски подсмирен, а на него се препознаваат некои стилски потези од серијата 7. Целокупно гледано, овој модел заедно со серијата 8 допишуваат нови ноти во баварската дизајнерска симфонија. Во внатрешноста X7 е вистински одраз на се што BMW може. Присутни се најдобрите и најквалитетни материјали со луксуз на ниво скоро како кај Rolls-Royce. На средината доминира голем 12-инчен екран за инфозабавниот живот. Исто толкафе и дисплејот на дигиталната инструмент табла. Широчината од цели 2 метра остава доста простор за пополнување кој изгледа како дизајнерите на BMW да не се потрудиле многу.
По избор, задната клупа може да биде заменета со 2 единични седишта со функции за грејење, ладење и масажа. На патниците на нив на располагање им се 10-инчни екрани, а на сите Wi-Fi конекција и бежични полночи за телефони. За комфорот во возењето ќе се грижи воздушното ослонување, а за атмосферата 4-зонскиот клима уред. Зафатнината на багажникот изнесува импресивни 1376 литри, кога во употреба се само 2 реда седишта. Електрониката ќе се грижи за многу нешта, вклучувајќи го и паркирањето. BMW X7 во Европа ќе се нуди со 2 дизели од по 265 и 400 конски сили и еден бензинец со 340 коњи. Сите мотори се 6-цилиндрични со 3 литри работна зафатнина. Американците пак ќе се насладуваат на 4,4 литарскиот V8 со 462 конски сили. При крајот на идната 2019 година ќе биде понудена и хибридна верзија, за која се споменуваа 95 км електрична автономија. Не е потврдено, но X7 сигурно ќе се појави и со V12 агрегатот од 6,6 литри развиен за Rolls-Royce. BMW очекува годишно да продава по 45.000 примероци од X7, кои ќе се произведува во Јужна Каролина. Првите испораки се очекуваат напролет, а главни пазари се Кина, Русија и секако Соединетите Американски држави. Помина нешто повеќе од година дена откако Opel е дел од групацијата PSA. Овој германски производител од секогаш во своето портфолио имал мултинаменски возила, а сега го представува новото комбо во 2 варијанти – патничка и теретна. Наменет за динамични семејства кои имаат потреба од повеќе простор, патничката верзија е како измислена да одговори на многу предизвици и активен животен стил. Но Opel не ги заборави ниту стопанските варијанти. Тој има многу варијанти со различни меѓуоскини растојанија, но она што треба да се напомене за товарното комбо е дека може да понесе 4,75 кубни метри товар или пак тежина од 1 тон. Кога се зборува за патничката верзија Combo Live, тогаш мора да се истакнат практичноста како и просторноста. Една од решенијата интересни е отварањето само на задниот прозорец, но и огромниот гепек. Тука може да се истакне и оваа ладица која се наоѓа на самиот покрив, која се отвара од задниот дел, има капацитет од околу 150 литри, но со отварањето на задната клупа се гледа дека во внатрешноста е мислено за употребливоста на целиот простор. Има 3 седишта одвоени кои можат да се манипулираат по должина, по височина и да се соборуваат. Но интересно стварување ќе се вратиме повторно на онаа ладица која ви ја покажав претходно. Можете од внатре да ја отварате од другата страна и да одложувате поголеми предмети. А кога зборуваме за седењето во возачката позиција, морам да истакнам дека тука е се прегледно и како да е на дофатна рака сите манипулатори и менувачот. Има неколку варијанти на мотори кои се бензински и дизели во спрега со мануелен или автоматски менувач. Она што е интересно, бидејќи е мултинаменско возило, е оваа ладица во централната конзола. Погледнете колку е длабока. Во неа можете да сместите повеќе шишиња да се ладат, но и помали предмети. Исто така за удобност се грижат овие наслонувачи на рака и го декларираат Opel Combo Live како и патна крстарица.
Преминувањето на Opel од таборот на GM во PSA беше исполнет со многу прашања. Една година подоцна повеќето од нив добиваат одговори и тоа позитивни. Корпорацијската припадност почна да се оформува со моделите Crossland X и Grandland X, а неодамна се зацврсти со петата генерација на Combo. Патничката е наречена Live, додека товарната нема никаква придавка. Тие се поставени на иста основа и од двете верзии има класична и продолжена изведба. Првата е долга 4,4 метри, додека варијантата е XL е за 35 сантиметри подолга. Иако бевме присутни во домот на Opel, се наметнува прашањето дали Combo е германско или француско возило. Ако дискутираме за основата, бензинскиот мотор и мануелните менувачи, тогаш тежината преовладува на француската страна. Доколку пак ги земеме во предвид дизајнот, автоматскиот 8-степен менувач и дизел моторите, тогаш тежиштето се префрла на германската страна. Пред мене имам производ што го носи знакот на молнијата од Руселскај и ги носи одликите на современата автомобилска индустрија, во која е сосема нормално да се употребуваат и користат заеднички решенија и за помалку поврзани производи. Изгледот на Combo Life е во потполна релација со останатите модели на Opel. Просторноста и многонаменоста на новата генерација се забележува на прв поглед. Масивната маска на ладилникот, големите светла, робусната каросерија и задните лизгачки врати најавуваат дека во ова возило има огромен потенцијал да се задоволат потребите на млади активни семејства, луѓето што се занимаваат со спортови кои изискуваат големи реквизити и сите оние кои од своето возило бараат можност за трансформација на внатрешноста. За новиот Opel Combo сите мотори ја задоволуваат Euro 6 нормата, а потрошувачката се декларира според најновите норми за мерење на потрошувачката. Трицилиндерскиот турбобензинец од 1,2 литри со директно впрскување на горивото беше избор за моето прво возачко искуство со Combo. Не дека имав предрасуда, но сметав дека вака мал мотор не е доволен за ефективно и економично движење на каросеријата со масивни габарити на кои силно делува отпорот на воздухот. Сите изведби се опремени со старт-стоп систем, што допринесува за економичноста во градски услови на возење. Неговата архитектура испорачува 110 конски сили и 205 ньютон метри на ниски 1750 вртежи. Тоа возможува лесен старт, добри меѓузабрзувања и економичност. На автопат лесно се одржува темпото според пропишаните брзини на движење, управливоста е одлична, додека габаритите на каросеријата, особено висината, не го расипуваа впечатокот на стабилност. Мене лично не ми се допадна долгиот од на менувачката палка, како и чувството на лабавост. Во градски услови маневрабилноста е во рамките на очекуваното, а кога стигнав на првата цел бев изненаден од перформансите на малиот мотор, особено потрошувачката која со своите 5,8 литри во просек е за почит. За оние кои поминуваат долги релации, најпогодна е изведбата со 1,5 литрен турбодизел со 130 коњи со варијабилна геометрија на лопатките. Тој е класифициран како најсилен во понудата, впарене со 6-степена мануелна трансмисија, а опцијално се нуди со ултрамодерен автоматски менувач со 8 брзини. Заедничко со изведбата со турбобензински мотор е тивкото работење и одличната звучна изолација во кабината. Поради поголемиот вртежен момент, реагирањето на педалата за забрзување е пожива, додека динамичките резултати, како што е спринтот до стотка и меѓузабрзувањата се многу блиски. Единствено потрошувачката е во корист на дизелот кој е поштедлив во просек за 1 литар во сите параметри. Opel Combo Life е модерно многонаменско возило во секој поглед. Има големи можности за модуларност во внатрешноста, толку неопходна за поклониците на возилата од овој сегмент. Двете странични лизгачки врати овозможуваат лесен пристап на задните седишта, но и товарниот дел доколку истите се спуштат. За среќа, функционалноста е на високо ниво, па може да се замежи пред грубата и тврда пластика. Возните својства се повеќе од задоволнителни, а за пофалба е реално ниската потрошувачка и задоволувањето на нормата Euro 6. Штедливите мотори не значи дека се мрзливи. Напротив, тие се одлично димензионирани за намената. Дури и во најниското ниво на опременост вметнати се многу електронски асистенти, додека највисокото ниво содржи елементи типични за луксузните лимузини. Без оглед на дилемата дали Opel Combo Life е германско или француско возило, мене ми се наметна мислењето дека е возило кое профитира од двете автомобилски култури.
За краток временски период Opel Combo заедно со своите близнаци Peugeot Rifter и Citroen Berlingo ќе бидат достапни на македонските купувачи. Приложената цена може да варира во зависност од опременоста, а финалните цени ќе ги дознаеме на почетокот на идната година, кога Opel ќе пристигне во Македонија, додека новото издание на Автомагазин пристигнува на вашите ТВ приемници за само 7 дена. Убав викенд!